Благодарам. Добро утро, добар ден на сите, почитувани новинари, почитувани граѓани, но пред се драг колега Матеј Тонин. Добре дојде во Охрид, во градот и регион кој што не случајно е еден од 28 градови во светот кој ЮНЕСКО ги прогласи за светско, културно и историско наследство. Сакам да кажам дека апсолутно не е случајно тоа што првата дестинација која што ја планиравме за колегата Матеј Тонин е токму Охрид. Го одбравме Охрид не само бидејќи е познат како најубавото нешто што Северна Македонија може да го понуди, туку и заради тоа што сакавме во посетата и видливо да ја покажеме нашата благодарност за огромната поддршка која што 3 децении ни ја дава пријателска Словенија, но и да ја покажеме нашата лична благодарност заради големата помош која што министерот за одбрана на Република Словенија, господинот Матеј Тонин, ни ја даде во можеби најтешките моменти оваа година. Министерот Тонин беше првиот колега на кој што се обратив кога нашата држава се соочи со навистина огромен бран на пожари низ цела држава. И во тие моменти, кога свативме дека огнената стихија ги надминува македонските капацитети, одлучивме да побараме помош од нашите пријатели. Одговорот стигна веднаш во периодот едно деноноќие од колегата Тонин и тоа во форма на навистина сериозна бројка на пожарникари со соодветна опрема, со пожарникарски возила кои веднаш беа упатени да помогнат на нашите луѓе, нашите пожарникари, нашите војници во Малешевијата. Затоа сакам без заобиколување и на самиот почеток, иако тоа не беше тема главна на нашите денешни дискусии, да кажам огромно благодарам и во моје лично име, и во име на владата, и во име на цела држава, и до Словенија, но особено до нашиот пријател Матеј Тонин. Нема да го заборавиме овој гест, како што велат, пријателот на кој можеш да се потпреш во тешки времиња е вистински пријател. И Словенија и овој пат покажа дека е вистински пријател. Сакам да ве информирам дека ова попладне, заедно со колегата Тонин, ќе заминеме во Берово, за да може колегата да се увери и директно во разговор со градоначалникот, со населението во Берово, колкав гест и колкава помош во најтешките моменти дадоа на овој регион. Се разбира дека денеска зборувавме за многу важни, многу пошироки прашања од помошта која што ни ја даде Словенија. Во делот на одбраната, со Словенија имаме одлична соработка, која што сега со нашето членство во НАТО дојде и на едно повисоко ниво. Но како двајца министри за одбрана на земји членки на НАТО, денеска се разбира дека состанокот го започнавме со нашата длабока загриженост и силна осуда на она што вчера се случи во Кабул, во Авганистан, во нападите во кои животите ги изгубија и војници и цивили. И сакаме ова неоправдано, неразбирливо, неприфатливо насилство силно да го осудиме и да кажеме дека и како членки на НАТО силно ќе се спротиставиме на ваквиот развој на настаните во Авганистан. Навистина ги споделивме нашите искуства во поглед на ситуацијата со наши граѓани или војни лица во Авганистан. Северна Македонија навреме успеа да ги донесе своите офицери и војници дома. Во јуни месец објавивме крај на нашиот ангажман во Авганистан и буквално сите припадници на армијата заедно со медицинскиот тим кој требаше да биде во Авганистан според иницијалните планови до септември, успеавме буквално секој без било какви жртви, без било какви ризици да го вратиме во татковината уште во текот на месец јуни. Во изминативе неколку месеци како влада направивме се да обезбедиме сигурно враќање и на нашите граѓани
кои беа таму и во индивидуална, да кажам, режија, кои што работеа за одредени контрактори и навистина среќна околност, особено во светло на овие настани, е што буквално сите тие успеавме да ги вратиме со помош на сојузниците дома на време. Меѓутоа, она што се случува сега во Авганистан не е само закана за безбедноста на цивилите, за граѓаните, војните структури кои што се уште се таму на терен, туку и генерална опасност за регионот, а кога тој регион е загрозен, тие последици ги чувствуваме и на европско тло. Сакам да ве информирам дека ги споделивме нашите проценки околу тоа дека состојбите во Авганистан можат да значат и бран и притисок врз границите на Европа преку илегалната миграција и дека и Европската Унија и ние државите во овој регион ќе мора да ги засилиме своите капацитети за да ја гарантираме и собствената стабилност и сигурноста на нашите граници. Во делот на одбранбената соработка ние имаме историја на многу интензивни заеднички вежби во Словенија и во Северна Македонија. Таа ќе продолжи. Она што сакам да го најавам е дека во 2022 година планираме, и денеска го потврдивме тоа, заедничко учество, практично учество на контингентот армијата на Република Северна Македонија како дел од словенечките трупи во НАТО мисијата во Латвија, така наречената Enhanced Forward Presence. Посетивме пред 2 месеци, ги посетивме словенечките трупи таму, заедно со колегата Тонин. Разговаравме колку е таа мисија добра за извежбување на трупите, за интероперабилност, за искуство на 30-та најнова членка на НАТО, како што сме ние. И јас очекувам дека веќе од јуни 2022 година ние ќе можеме да ги испраќаме првите офицери и војници заедно со своите словенечки колеги да заминат на оваа мисија во Латвија. Она што денеска можеби најдетално го разговаравме е проблем или област која што е најдиректно поврзана со почетокот на мојата изјава. Пожарите кои што ја зафатија државата ова лето не подсетија колку се важни системите за заштита, за цивилна заштита, за заштита и спасување, за управување со кризи. Во владата донесовме одлука дека на системот му требаат навистина сериозни реформи. И ние како Министерство за одбрана ја добивме задачата да работиме на таков предлог на закони кој што ќе значи реформа не само на финансирањето на овој систем, туку и начинот како системот функционира. Ние зборувавме колку е важна опременоста на нашите пожарникарски единици, но и во комуникација со Матеј спомнавме дека опремата не е доволна. Туку треба и вистинско искуство, знаење, обуки и систем кој што едноставно, брзо, исполнително функционира. Затоа се договоривме дека практично двете министерства ќе започнат сега многу поблиска соработка во делот на реформи на овој систем. Не само делот на противпожарна заштита, но со особен фокус кон противпожарната заштита, каде што Словенија има навистина огромно искуство и многу позитивни резултати. И сакам да се заблагодарам на мојот словенечки колега што буквално наидовме на отворени врати. Ќе добиеме експертска помош, ќе испратиме наши тимови, пожарникарски и оние советодавни, на буквално обука во Словенија како системот најдобро да функционира. Ние веќе разговараме и со Европската Унија за користење на фондови, обезбедивме поддршка и од страна на Светска банка за реформи во овој сектор, но знаете како многу полесно е да учите од некој кој што добро го поставил системот и кој е подготвен да ви даде поддршка. Затоа, дозволете ми да завршам со тоа што ќе кажам дека Северна Македонија и Словенија од секогаш имале иста визија за регионот. Стабилен, со добри меѓусоседски односи, насочен кон Европската Унија и НАТО и насочен кон економски просперитет.
Ova vizija ја помагаме и ние во секторот за одбрана и затоа денеска се договоривме дека уште во текот на оваа година ќе излеземе со еден многу поамбициозен договор за стратешка соработка во областа на одбраната, со која што сите овие иницијативи ќе ги направиме поефикасни, полесни, побогати. А се надевам дека нашиот пример или нашата иницијатива ќе ја следат и двете влади и навистина она што го чувствуваат граѓаните, а тоа е дека помеѓу Словенија и Северна Македонија има искрено пријателство, ќе можеме да го потврдиме и ние на политичко ниво. Свесни сме за нашата одговорност, особено сега како членки на НАТО. Свесни сме дека со членството во НАТО нашето партнерство стана вистинско сојузништво и дека можеме да бидеме поамбициозни, а дека со таа наша одбрамбена амбициозност ќе помогнеме да ги отвараме и европските врати, кои Словенија, како председавач со Европската Унија, постојано се труди да ни ги држи отворени. Така што ми беше задоволство што денеска можам да ве примам како домаќин во прекрасниот Охрид. Се надевам дека доброто време ќе не послуши, за да може да види министерот не само работа, туку да види малку од охридските убавини и се надевам дека тоа ќе биде само мал гест да се заблагодариме за големата помош. Благодарам. Драга Радмила, најлепша хвала за твоја гостољубност. Сам съм се пред едним летом добеседно залюбил во Охрид. Е иземно лепо место, прекрасно езеро, tako da me izjemno veseli, da sva se danes lahko srečala v Ohridu. In prav te ohridske lepote so dale tudi poseben zagon našim pogovorom, ki so postali še bolj poglobljeni in še bolj egzaktni. Severna Makedonija je prijatelj Republike Slovenije. Mesto Severne Makedonije je v Evropski uniji. Zato bo Republika Slovenija naredila vse, kar je v naši moči, da Severna Makedonija čim prej postane polnopravna članica Evropske unije. Imate polno podporo Slovenije, verjamemo, poskušali bomo vse, da povemo tudi našim bolgarskim prijateljem, da je tudi v njihovem interesu, da Severna Makedonija postane članica Evropske unije. Prepričan sem, da je že danes partnerstvo med Slovenijo in Severno Makedonijo neke vrste strateško. In verjamem, da se bo morda v bližnji prihodnosti to posebno partnerstvo, te posebni odnosi tudi morda formalizirali s kakšnim podpisom pogodbe o strateškem partnerstvu med Slovenijo in Severno Makedonijo. Kot je kolegica Radmila dejala, včeraj je bil žalosten dan v Afganistanu. Vse te smrtne žrtve so bile nepotrebne in so rezultat strahopetnosti in terorja. In če kaj, potem se moramo skupaj v zavezništvu NATO prizadevati, da se zoprstavimo zopr tovrstnim stvarem. Zagotovo je lekcija v Afganistanu poučna. Prepričan sem, da bo zavezništvo potegnilo dobre lekcije, učne ure iz tega in da bo v prihodnosti še močnejše. Slovenija in pa Severna Makedonija sta trden partner, zato sem vesel, da bomo lahko naše sodelovanje okrepili tudi z dejanji, ne le z besedami. Vesel sem, da se je makedonska stran odzvala našemu vabilu in bo od poletja prihodnje leta dalje tudi del slovenskega kontingenta v Latviji. Prepričan sem, da bo makedonska stran zadovoljna s tem sodelovanjem, ker ta misija omogoča širne možnosti za usposabljanje, za krepitev interoperabilnosti. Drugo področje, ki prav tako spada v portfolio Ministrstva za obrambo v Republiki Sloveniji, je zaščita in reševanje, po domače povedano gasilci.
Ponosni smo, da smo se lahko odzvali na vaš klic na pomoč. Naj vam zagotovim, da kadarkoli nas boste potrebovali, mi smo tukaj zato, da vam pomagamo. Ponosen sem na naš sistem zaščite in reševanja, ki se je v zadnjih letih izjemno razvil, izjemno dodelal in zato z veseljem delimo naš know-how. In pa ministrici sem napovedal, da smo v prihodnosti pripravljeni tudi donirati tehniko, ki bo služila Severni Makedoniji za spopade z različnimi požari. Prav tako smo pripravljeni sprejeti različne enote, gasilske enote iz Severne Makedonije na usposabljanja v Slovenijo in tako še dodatno okrepiti naše partnerstvo in še dodatno poskrbeti za to, da bodo tudi vaši gasilci dobro usposobljeni in da se bodo hitro spopadli z vsovrstnimi nevarnostmi, ki grozijo v tem svetu, ki je poln takšnih in drugačnih človeških in naravnih nesreč. Ob koncu pa bi se rad zahvalil tebi, Radmila, in pa seveda tudi celotni Severni Makedoniji za donacijo, ki ste jo naredili Republiki Sloveniji. In to je poseben flak, rečemo temu protiletalski top, ki ga bo Severna Makedonija donirala za muzej. Postavljen bo v park vojaške zgodovine v Pivki, ki je izjemen muzej, ki ima več 100.000 obiskovalcev in bo še na takšen dodaten način okrepil našo vez, s tem pa tudi prispeval k temu, da v polnosti predstavi našo vojaško in siceršnjo zgodovino. Skratka, veseli me, da sem danes tukaj, veseli me, da sem z našimi prijatelji in prepričan sem, da se bo to partnerstvo, to sodelovanje v prihodnjih letih zgolj krepilo in komaj čakam dan, da boste tudi polnopravni člani v Evropski uniji in od takrat naprej se bodo začeli kazati pravi sadovi našega sodelovanja in partnerstva. V Evropski uniji je tako, da če hočeš doseči svoje stvari, potem nujno potrebuješ partnerje in mi vsekakor vidimo Severno Makedonijo kot našega pomembnega in trdnega partnerja, za kar se vam tudi zahvaljujemo.